вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Јужнокорејската новинска агенција јави дека Северна Кореја истрелала проектил со куз дострел од незиното источно крајбрежје. По шести пат откако во понеделникот изврши нуклеарно тестирање. Во Њујорк Советот за безбедност на Обединетите нации за затворени врати расправаше за воведување евентуални нови санкции врз режимот во Пјонкјанг. И покрај заканите од Северна Кореја, секретарот за одбрана Роберт Гейтс вели дека нема потреба од зголемување на бројката на војници во Јужна Кореја. Ваквиот потек на Северна Кореја уследи неколку часа по најавата дека ќе преземе на тамошни мерки за самоодбрана, доколку е испровоцирана од Советот за безбедност на Обединетите нации. Во соопштението на Севернокорејското министерство за надворешни работи стои, цитираме, секоја непријателска акција од Советот за безбедност ќе доведе до откажување од договорот за примири од 1953 со кој заврши Корејската војна. Представници на пете постојани членки на Советот за безбедност во четвртокот за затворени врати разговараа за евентуални нови санкции против Северна Кореја поради последниот нуклеарен тест. Санкциите би можеле да вклучат проширување на ембаргото за оружје и ограничување за финансиски и банкарски регулативи. Официјални лица велат дека е малку веројатно резолуцијата да биде усвоена пред следната недела. Напнатоста настана по севернокорејскиот нуклеарен тест. Пјонгјанг во среда соопшти дека не е веќе обврзан со договорот од 1953 и ја предупреди Јужна Кореја дека ќе преземе воена акција доколку оваа земја и САД пресретнат севернокорејски бродови во рамки на иницијативата под американско раководство за спречување на ширењето на оружјето за масовно уништување. Ваквата закана ги натера силите на Јужна Кореја и САД на Корејскиот полуостров да го кренат нивото на готовност на највисоко ниво од 2006, кога Северна Кореја по првпат изврши нуклеарно тестирање. И покрај заканите од Северна Кореја, американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс вели дека нема потреба од зголемување на бројот на силите во Јужна Кореја. Говорејќи со новинарите во петок на лет за Сингапур, Гейтс рече дека не знае за некакво невообичаено движење на трупи во Северна Кореја. Тој каже и дека владата на претседателот Барак Обама го смета нуклеарниот тест за агресивен чин, но дека не верува дека ситуацијата е криза. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека е уверен во напредок на израелско-палестинскиот мировен процес по разговорите со палестинскиот претседател Махмуд Абас во Белата куќа. Обама на новинарите во четвртокот им изјави дека Израел мора да прекине со ширење на населбите на западниот брег, за да напреднат мировните напори, како и палестинците мора да исполнат својата обврска во обезбедување на областа и да го намалат поттикнувањето на антиизраелско расположение. Тој порачи дека создавањето на одвоена палестинска држава ќе помогне да се обезбеди дека Израел ќе остане безбеден и сигурен. Во Сибир е отворена голема фабрика за уништување на 2 милиони парчиња хемиско оружје. На фабриката, која е финансирана со повеќе од 1 милијарда долари од САД, се гледа како на важен момент во соработката меѓу Москва и Вашингтон во процесот на разоружување. Американскиот сенатор Ричард Лугар вели дека мирот и просперитетот за САД и Русија зависи од тоа дали двете земји ќе обезбедат складиштата за оружје да не се користат или да не потпаднат во погрешни раци. Американскиот претседател Барак Обама ќе ја повлече важноста од дигитална безбедност во денешното излагање за неговата стратегија за заштита на јавните и приватни компјутерски мрежи од евентуални напади. Главен дел од стратегијата ќе биде создавање на позицијата популарно наречена кибернетски цар, виш представник на Белата куќа, кој ќе ги координира напорите за безбедност во кибернетскиот простор во соработката со Советот за национална безбедност и со Националниот економски форум. НАСА потпиша договор со Руската вселенска агенција за транспортирање на американски астронаути на меѓународната вселенска станица во 2012. Американската вселенска агенција ќе ја плати на Русија вкупно 306 милиони долари за 4 патувања на астронаутите во капсулите Сојуз, како и за поддршка на нивните мисии. Договорот практично представува проширување на постојниот договор меѓу вселенските агенции.
буква по буква, правилно изустувајќи го зборот лаодисен, што значи индиферентен во религијата или политиката. 13 годишната Кавја Шивашинкар победи на 82-тиот годишен надпревар по правилно пишување на зборовите во Вашингтон и ја доби титулата пчеличка по спевување. Кавја сонува еден ден да стане неврохирург, а може би во тоа ќе помогне освоената награда од $40,000. Кливленд Кавалирс избегна елиминација од плейоф на преварите во NBA со синокешната победа на домашен терен против Орландо Меджик со 112-102. Резултатот во финалната серија, подобар од серум на превари во источната конференција, сега е 3-2 за Орландо. Леброн Джеймс, доследен на титулата најдобар играч во лигата оваа сезона, забележа 37 поени, 14 скока и 12 асистенции. Наредниот надпревар се игра во Орландо во сабота. Во западното финале вечерва играат Денвер Нагетс и Лос Анџелес Лейкерс, а резултатот е 3:2 за Лейкерс. По 17 години незаборавна смеја и забава во доцните ноќни часови, комичарот Џеј Лено заминува од местото водител на шоуто оваа вечер. Джено дојде на местото на легендарниот Џони Карсон и ќе ја предаде палката на колегата Конан О'Брајан. Но Лено планира и натаму да ги забавува ноќните птици. Есенва започнува ново вечерно шоу во малку поран термин од претходното, во 22 часот. Ова беа вестите за денеска, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатен викенд, се гледаме в понеделник.